Многумина во оваа сала треба да се сеќаваат на познатата македонска група Банкрот Блуз Бенд. Дури и оние што не ја паметат, годинава имаа можност да ја запознаат, затоа што после 30 годишна пауза во март годинава Гиш, Ренџов и Харе се вратија на сцена со една интересна изведба на починка од Блаже Конески. Одбрав ваков почеток на мојот говор за буџетот за 23 година, сакајќи да направам една паралела помеѓу името на групата, нејзиниот тричлен состав, нејзиниот последен сингл и актуелново трио во актуелнава финансиска криза во Македонија. Имено, Македонија моментално се наоѓа во тешка енергетска, топлинска и финансиска криза, а нејзините финансии се уште ги раководат Бесими, Битичи и Бектеши. Можеме слободно ова трио да го наречеме 3Б, а неговата песна која со години ни ја изведува Банкрот безрбетна балада. И уште една сличност со Банкрот Блуз Бенд, а таа е дека после долгогодишна пауза повторно дојде на власт СДСМ, само што не свири нова песна, туку она истата, нивната, а таа е затварање на фирми, плячки и долгови. Во Македонија, откако власта беше узурпирана од страна на СДСМ и ДУИ во не така далечната 2017, ние секоја наредна година просведочувавме за големи проекции на буџети. Започнаа со оној за 2018 вреден 3,2 милиарди евра, по оној за 19 вреден 3,5 милиарди евра, па 4 милиарди за 20, 4,2 за 21 и 4,4 за 22. Балансот за тој за 22 се искачи на рекордните 4,7 милиарди, но тоа не било се. Дочекавме во време на најголемиот јавен долг, кој е веќе над 8 милиарди евра, оваа банкрот безрбетна влада да ни достави проекција за буџет за 2023 од цели 5,3 милиарди евра. Јас секогаш, за да нештата станат појасни и пореални, се обидувам да направам компарација со нешто многу поопипливо, како например со семејството и домот. Па така, ако буџетот за државата го споредам со еден домашен буџет, и би го кажала следното. Ако семејството ни е заглавено во долгови и кредити, ако знаеме дека следуваат повисоки сметки за струја и за прехранбени производи, ако дома имаме деца, ученици или студенти за кои треба да се предвидат трошоци кои исто така би биле поскапи во следната година, е реално и домачински, ние уште од сега да планираме одење на годишен одмор, да уплатиме, например, ново возило или да подигнеме кредит за нов стан. Дали е домачински да си ги пружиме нозете и преку чергата и дали конечно ова би било изводливо ако на хартија си направиме ваков план или подпишеме за кредит или се позајмиме кај пријател или во кругот на семејството, а при тоа свесни дека ќе заглавиме. Доколку ризикуваме на вакви пренапумпани планови и проекции, мора да сме подготвени за покана од извршител, суд или банка, бидејќи е невозможно ова да се реализира. Со банкрот безрбетнава влада нема можност за извршител, суд или банка, но има можност и тоа сигурна за банкрот на државата, а со тоа и на сите нејзини граѓани. Затоа најдобро е оваа банкрот влада да си оди на починка, како и песната на Банкрот Блуз Бенд. Арно ама не оди, туку избира да не одведе во уште поголеми долгови, во уште поголема криза и во нереализирани ветувања, како и до сега. Иако во блиското минато имавме најави за години на економијата, за буџет и за вложување во човечки капитал, сега слушаме дека следната година ќе била година на економски пресврт. Многу интересно, затоа што ова е истовремено и признание дека изминатите буџети биле тешко промашување и ветувањата за економски бум лажни, па сега одиме на пресврт. И можеби и ќе поверувавме за пресвртот, ама барем да беше сменето триото. Вака со истите луѓе, кој би поверувал во пресврт? Истите луѓе кои не доведоа во овој клинч сега ќе ни ветуваат ли пресврт? Навистина мислам дека состојбата е пресериозна за некој вака да се мајтапи со нас. Понудениот предлог буџет за 23-та е прегломазен и инфлативен, како што многу колеги досега кажа. Со него дополнително ќе ни се зголемат дефицитот и јавниот долг.
Приходите во него се зголемуваат за 1 милиарда евра, а расходите за 1,1 милиарди евра. Ова е сигурен сигнал дека во многу скоро време сите потенцијални кредитори ќе се откажат од нас, затоа ќе станеме неспособни за понатамошни задолжувања. Понатаму, не ВМРО ДПМН како опозицијска партија, туку Светска банка во најновиот нејзин извештај вели дека Македонија е меѓу првите 10 земји во светот со највисока реална инфлација во храната. Од европски пред нас е само Унгарија, додека со Турција ја делиме истата позиција. Други европски земји нема меѓу овие 10. Останатите се од Африка. Замислете каков поразителен факт. Власта која 6-та година не лаже дека ќе ни тргне, не одведе помеѓу африканските земји. Власта која 6-та година каже дека само што не ни тргнало, ни го понуди најперверзниот предлог буџет за 2023. И овде велам најперверзен, а мислам на нешто што е ненормално и противприродно, а ќе се сложите дека е противприродно и ненормално во последниот буџет да нема ништо реално и ништо што се одзвестува менталната криза. Па така, и во овој буџет имаме нереални проекции за капитални инвестиции, а веќе 6-та година немаме ниту една видено. Во овој буџет се предвидени 791 милион евра за капитални расходи. Досега со оваа власт беа испланирани вкупно 3 милиарди евра за оваа намена. Па зарем сега во најголемава криза да поверуваме дека токму овие ќе ги реализирате? Напротив, очекуваме само дека со ребалансот на овој пренапумпан буџет истите ќе ги пренамените за плати, пензии и договорни услуги. Зашто само за тоа ве бива, за ништо друго. Кога ние ве советувавме со 6 антиковид кризни пакети да инвестирате во капитални инвестиции, вие тогаш делевте ваучери. И нив ги злоупотребивте. Недостасуваат цели 149 милиони евра од овие пакети. А знаете ли што значи оваа исчезната сума за оваа криза? Каде е? Дали има некој што ќе даде одговор на ова прашање? Може би денес не, но верувајте дека ќе дојде ден кога ќе се бара одговорност и за само едно исчезнато евро од буџетот. Затоа што имаме луѓе кои со 2 евра го врват денот, а овде нудите буџет од 5,3 милиарди евра. Ако ова не е перверзија, тогаш не знам што е. Перверзија исто така и што во март месец оваа година ја покачивте минималната плата, а до ден денес немате направено порамнување на сите останати, што е ваша законска обврска. Перверзија е што во овој предлог на буџет не може да се пронајде планирано порамнување на платите. Порамнување кое требаше да се случи законски најдоцна во септември оваа година. Но затоа оваа банкрот безарбетна влада за 160% во однос на минатиот буџет ги има покачено средствата за трансфери до невладини организации. Дали ова значи дека власта се подготвува за повторен предизборен поткуп? Ова го прашаа многумина пред мене. Да одам сега на мојата професионална тема, а таа е здравството. Намалени се средствата за реконструкција и доградба на објектите во јавното здравство за 16 милиони и 751 илјада денари споредени со ланската година. Намалени се и средствата за медицинска опрема во јавните здравствени установи за 48 милиони и 200 илјади денари споредено со минатата година. За вакво ли здравство говоревте кога ветувавте бесплатно ЕУ здравство во 2019? Да не должам и да не оптеретувам многу со бројки, но морам на јавноста да и соопштам дека во од наменет за здравство во овој буџет нема доволно средства за превентивни програми за малигните заболувања, нема доволно средства за пациентите со ретки болести, нема доволно средства ниту за пациентите со ХИВ, нема доволно средства за трудниците без осигурување, нема доволно средства за ослободување од партиципација на пензионерите со најниски пензии и одделни социјални категории, нема основна терапија на позитивната листа на лекови за пациентите со малигни заболувања, а нема и ревидирање на листата, нема сензори за мерење на гликемија, нема средства за едукација на медицински кадар. Уште многу работи нема, ама затоа има пари за управни одбори, платени комисии за партиски членови и кабинетски службеници кои се реализираат во тек на работно време. И ако една ваква влада после сите искуства од ковид пандемијата не снајде сили за инвестирање во здравството и покрај огромните 5,3 милиарди евра буџет, тогаш дефинитивно остануваме само во рацете на Господ.
Власт која јаде бифтеција на граѓаните им го поскапе и лебот за цели 47,7% за мене е расипничка власт. Власт која купуваше возила со парите за справување со ковид пандемијата е исто така расипничка власт. Власт која на матичните лекари им вети покачување на капитациониот бод, а истото го нема во овој буџет. Власт која мисли дека и 23-та ќе ја помине со истите лаги и дека и во 23-та ќе ги превесла здравствените работници жедни преку вода, како би станала пред избори и би ги условила со покачувања повторно на капитациониот бод и на платите, само ако гласаат за нив. Инаку капитациониот бод и платите од 100.000 денари беа ветени уште во програмата за живот во Македонија од 2016 година. Стасавме на прагот од 23-та, ништо од ова не е реализирано. Ниту пак на повидок е новиот клинички центар. Од вид го снема само Филипче, но затоа останавме да пливаме во неговата кал која ја остави во наследство на негов коалиционен партнер сега, додека тој заевидливо се смешка од заевата фондација и планира да купи или веќе купува приватни здравствени установи. Слично на Филипче ја снема и Царовска. Останаа нејзините заеми за реформи во образованието, од кои учениците денес ни учат без учебници и ни завршуваат години без свидетелства. Многу слично со она кога во сред јануари Македонија пат се изненада од снегот. Така и Шачири го оставија да биде изненаден од крајот на учебната година и да го дочека без свидетелства, или од почетокот на учебната година и да ја започне без учебници. Навистина немам веќе солзи да ве доисплачам, ниту пак зборови да ве доискритикувам. Јас не сум економистка по вокација, но и тоа како добро знам за мојот домашен буџет, како што тоа и секое македонско семејство го знае. Не доведовте сите во сиромаштија и во очај. И никој не гледа спас во вас. Не гледа затоа што секој трет македонски граѓанин е под ризик од сиромаштија. Затоа што секој трет македонски граѓанин не е во можност соодветно и навремено да го затопли својот дом, односно да обезбеди огрев за престојната зима. Затоа што секој трет македонски граѓанин не може да обезбеди соодветна храна. Затоа што секој трет македонски граѓанин веќе не може да си овозможи барем седумдневен одмор во текот на годината. Само во минатиот месец, во споредба со истиот минатата година, инфлацијата во Македонија ја покачивте за цели 20%. Ако зборуваме за инфлацијата на храната, таа достигна до 30%. За лебот веќе кажав дека е поскапен за 47,7%. Маслото за јадење е поскапено за 40,3%, млекото, јајцата и сирењето за 40,7%, зеленчукот е поскап за 22,4%, овошјето за 15,5%. И ова се покачувања на цените за само една година. И овие поскапувања ќе одат во нагорен тренд или, што е најстрашно, платите, пензиите и социјалната помош не ги следеа, ниту пак ќе ги следат овие покачувања. Напротив, споменав веќе усогласувањето на платите доцни. Требаше да биде спроведено уште пред 2 месеци. И со ова ветување ли ќе одите на следните парламентарни избори? Не, за ова нереализирано ветување вие треба да одговарате, затоа што ова беше ваша законска должност. Забрзо доаѓа нова година. После неа следува покачување на цените на струјата од минимум 10%. После неа стартува новото оданочување. Има ли власта проекции како македонските граѓани ќе го следат овој тренд? Со кој капацитет и со кои плати? Стопанството ви е пред колапс. Администрацијата ја одржувате на апарати, а предвидувате нови договорни услуги. Каде, бре луѓе? Каде ќе пополнувате места со уште договорци? Затоа ви велам и ви докажувам дека вашиот највисок буџет досега е пренадуен балон. Прашање е само на време кога истиот ќе пукне. Немате сили да го спречите неговото пукање, свесни сте. Да беше спротивно на студентите че им ветевте покачување на субвенционираниот оброк, како што и самите вие предложивте, па се покајавте. Ќе се покаете и за ова, ама ќе е доцна. Ова е неиздржливо. Затоа немојте да лажете дека во ваква криза вие сте домаќини и кратите на непродуктивни трошоци. Напротив, еве ви ги демантите.
Планирате 2,2 милиарди денари повеќе во однос на лани за плати и надоместоци. За 8,2 милиарди денари повеќе од лани планирате расходи за стоки и услуги. За 2,1 милион евра во однос на лани ви се зголемени расходите за патни и дневни расходи. Ова се двете најзлоупотребувани и најнапумпани ставки во сите ваши буџети, но и двете најреализирани за разлика од оние за капиталните инвестиции. Од овие две ќе ви пукамо надуениот балон. Третата најзлоупотребувана ставка е ставката 425 или договорни услуги. За неа се испланирани 45 милиарди повеќе од колку лани. И онаа најславната, а таа е ставката за разни трансфери, мислам дека го достигна рекордот оваа година со највисоките 970 милиони евра. Еве само со 5 наброени ставки од буџетот на банкрот безербетнава влада ја демантирам власта во незините лажни најави дека со овој буџет ќе направи економски пресврт. Напротив, со овој буџет одиме директно во амбис. Дека пак буџетот не е развоен и нималку реформски, еве ви ги доказите. Прво, 1,4 милиарди евра повеќе од лани се планира да се потроши на пензии. Ова докажува колку власта се грижеше и се грижи за младите и за човечкиот капитал. Ја претворивте Македонија во држава на возраст, тоа што младите одамна ги избркавте по белиот свет. Останаа само фотографиите од вашите чевли пред тогашната влада на ВМРО ДПМН да ве подсетуваат како едно време силно критикувавте, а како денес самите се демантирате. И второ, речиси половина од вкупниот буџет за 23-та е предвиден за социјални трансфери или поточно цели 2,3 милиарди од вкупните 5,3 се предвидени за социјалата, што е непобитен факт дека сиромаштијата расте право пропорционално со вашите надуени балони. Власт која само 4 месеци после ребалансот ја зголемува ставката за социјални трансфери за цели 192 милиони евра, треба дефинитивно да си оди на починка, а не тука да се мачи, лажејќи не за некаков си економски пресврт. Конечно, сакам да се осврнам и на капиталните инвестиции за кои секој економски аналфабет значат економски раст и надеж за подобра иднина. Власта за 23-та година планира инфраструктурен бум со влог од 800 милиони евра, што е зголемување за 52,3% за само 4 месеци, односно веднаш после ребалансот на буџетот за оваа тековна година. Овој влог во капитални инвестиции е одличен, но ако знаеме како оваа власт ги реализираше досега планираните капитални инвестиции, тогаш веднаш можеме да кажеме благодариме што уште еднаш не гледате во очи и не лажете. Тоа за вас стана рутина и не ви е никаков проблем. Хартијата трпи се, ама народот веќе не. Прекуглава сте им од вашите ветувања. Да ве подсетам само што им ветивте на синдикалците за време на ребалансот. Им ветивте дека нивниот амандман ќе го реализирате во следниот ребаланс, а ако истиот не се случи, тогаш сигурно со буџетот за 23-та. Еве го стаса и буџетот, ама ветувањето никаде го нема. Затоа ќе ве замолам од оваа говорница да престанете со вашите лаги. Знам дека ви е тешко да пронајдете нови ликови кои ќе ја прифатат вашата игра на лаги, но знајте дека со истите луѓе не можете повеќе да лажете. Ако последниот ребаланс го споредите со Титаник, тогаш можам за буџетот за 23-та да ви кажам дека дефинитивно наликува на Армагедон. Во Библијата тоа е последната битка помеѓу Господ и сатаната. И нема да ве споредам ниту со Господ, ниту со сатаната. Вие самите најдобро знаете што сте. Само немојте да го потценувате македонски граѓанин и да му се поставувате како единствен спас во оваа криза. Вие сте единствената причина за оваа криза. Дали сте сатана за македонскиот граѓанин, нема да бидам дрска и така да ве наречам, но спасители сигурно не сте. Јас сум во едно најубедена, а тоа е дека ова ќе биде вашиот последен буџет што го креирате како најнеспособна, најкорумпирана и најарамиска влада. Последен, зашто следува една долга починка за вас. Починка за време на која се надевам дека ќе се покаете и дека ќе си признаете барем пред себе или во себе дека навистина ја претеравте. Нема ден да помине, а без некој да ме праша дали има чаре.
дека е претерано лоша работава. Јас на сите им одговарам дека веќе полоша не може да биде и дека мора да се надеваме на подобро. За жал, вие со секој изминат ден ме демантирате и докажувате дека можете уште полоша. Така и со овој предлог на буџет за 23-та. Така е зашто мислите дека сте непобедливи. Многу добро знаете и сте свесни дека крајот ви се ближи. Поразот ќе ви биде право пропорционален со буџетот. Колку повисок буџет, толку поголем пораз. Колку повеќе денови проаѓате и купувате со овој надуен балон, толку истиот побрзо ќе ви пукне, а поразот ќе ви биде неминовен и најкатастрофален досега. Ова не го велам само јас. Ова веќе и птиците на гранка го пеат, само што вие никого не слушате, па ни нив. Колку повеќе се затварате во своите трибини и си се фалите помеѓу себе, толку поубаво мислите за себе. Нарциси во оваа тешка криза, продуцирана од вас, не ни требаат. Ни требаат луѓе кои ќе бидат реални и вредни. Луѓе кои ќе се вложат себе си за другите, а не спротивното. Такви луѓе во оваа власт дефинитивно нема. Ќе има само после следните избори, кога и да се случат. До тогаш уживајте во вашата слава, која и премногу долго трае, и подготвувајте се за одговорност. Одговорност затоа што ја исплячкавте, пониживте и продадовте Македонија. Ви благодарам за вниманието. Ви благодараме на вас, колешке, за реплика.